Почитувани граѓани, почитувани новинари, извршителот Христијан Мицкоски не успеа во својата намера да го блокира законот за јавното обвинителство. Победи правдата. Собранието, 80 пратеници, покажа дека е за силна правна држава, за владење на правото и одговорност за сите. Собранието со 80 пратеници кои гласаа за, покажа дека е за европска иднина на нашата држава. За нас е од огромно значење и тоа што само 6 пратеници се изјаснија против законот за јавно обвинителство. Недвосмислено покажавме дека сакаме правна држава и дека ги почитуваме законите во Република Северна Македонија. Законот за јавно обвинителство, кој што собранието денеска го усвои, гарантира дека сите судски предмети кои произлегува од специјалното јавно обвинителство ќе имаат правна завршница, а постапките за овие процеси ќе бидат професионални, фер и базирани на докази. Усвојувањето на законот за јавно обвинителство значи и огромен придонес кон европската перспектива на државата и приближувањето до Европската унија. Денеска, почитувани граѓани, ќе гласаме и за распуштање на собранието и на 12 април да одиме на предвремени парламентарни избори. Ги почитуваме законите и го почитуваме она што е договорено. Тоа го покажавме и сега. Иако до овој момент се уште немаме предлог од ВМРО-ДПМН за министер за труд и социјална политика, подготвени сме да дадеме шанса и да пружиме рака. Оставаме простор и ги повикуваме ВМРО-ДПМН да достават предлог и веднаш да гласаме за министер за труд и социјална политика, за да немаат никакво алиби за бегање од предвремени парламентарни избори. Ви благодарам, сега повелете прашање.